Денеска е пуштена во употреба фабриката Макдија, инвестиција на компанијата Диатек. На отварањето на оваа инвестиција во технолошко-индустријската развојна зона Скопје присуствуваше и премиерот Никола Груевски. Инвестицијата на италијанскиот гигант во индустријата за машини за печатарска индустрија Диатек е во висина на 10 милиони евра со над 200 новоотворени вработувања на почетокот и голем број индиректни вработувања. Диатек свој погон има освен во Италија и во Германија, Швајцарија, Франција и Соединетите Американски држави. Интересот за Жумелие е голем, преку 30 компании се пријавени на огласот за давање под концесија кој е во тек и ке трае до 9 октомври годинава, рече ресорниот министер за земјоделство Михаил Цветков во Свети Николе. Според огласот, подсети Цветков, земјиштето е поделено на 4 целини и за секој е утврдена висина на инвестицијата, колку идниот закупец ке треба да вложи, за што и за колкав период, бидејќи на Овчеполието му е неопходна вода за 10 дена, како што најави ресорниот министер, ке биде објавен и конкурсот за избор за изведувач на браната речани. Едно лице загина, 6 се повредени во тешка сообраќајна несреќа меѓу автомобил и минибус на компанијата Галеб на стариот пат Охрид-Струга во близина на селото Подмолје. Според информациите, 26 годишна жена починала на патот кон болницата Свети Еразмо. Очекуваме на НАТО самитот да се напушти статус кво состојбата што ја имавме во поглед на нашето интегрирање во НАТО, бидејќи сите наши обврски што ги имавме се исполнети. Завршен е и 16-тиот МАП и почнуваме со 17-тиот акциски план, изјави председателот Ѓорги Иванов, кој во изминатите 2 дена учествуваше на 25-тиот економски форум во Полска. Иванов на маргините на форумот се сретна со новоизбраниот полски председател Анджеј Дуда, на кој главен акцент беше ставен на престојниот НАТО самит и што може Полска да направи во поглед на членството на Македонија во НАТО. Поради напливот на мигранти кои пристигнуваат на прифатниот камп на нашата јужна граница, изминативе 2-3 дена интензивиран е превозот на мигранти од Гевгелија кон Табановце. Од железничката станица во Гевгелија соопштено е дека во изминатото денонокие со 4 специјални возови од Гевгелија за Табановце се превезени околу 2500 мигранти. Утрово од Гевгелија за Табановце заминал уште еден воз со околу 600 мигранти, но железничарите велат дека на станицата во Гевгелија имаат подготвено уште 2 воза кои чекаат на утовар во текот на денот. Според оценките на УНХЦР, изминатите 2 до 3 дена на јужната граница кон северната граница низ земјава транзитирале вкупно 10.000 мигранти, од кои најмногу околу 6.000 биле регистрирани во понеделникот. Според оценките на УНХЦР, изминатите 2 месеца низ земјава транзитирале околу 60.000 мигранти. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер денеска се заложи земјите од Западен Балкан, од каде што доаѓаат голем број баратели на азил, да се стават на листата на безбедни земји и додаде дека државите кои ќе останат без тој статус ќе им бидеускратено правото на приклучување кон Унијата. Јункер пред пратениците на Европскиот парламент, изнесувајќи го предлогот за решавање на бегалската криза, предложи усвојување на заедничка европска листа на безбедни земји, од кои азилантите доаѓаат не поради протерување и војни, туку од економски причини. Тука мислам на земјите кои се кандидати или перспективни за членство во Европската унија, рече тој и ги спомена Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Црна Гора. А германскиот канцелар Ангела Меркел денеска побара секоја земја членка задолжително да прими одредена квота од бегалци кои во моментов во најголемиот број се наоѓаат во Грција, Италија и во Унгарија. Според Меркел, актуелната бегалска криза во чии рамки стотици илјади бегалци се движат кон Европа представува предизвик за секоја од земјите членки на Унијата. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави вчера загриженост поради информациите за поголем број воен ангажман на Русија во Сирија, предупредувајќи дека какво било зајакнување на поддршката на режимот на Башар ал-Асад може само да го влоши конфликтот. Да, загрижен сум од информациите дека е можно Русија да распоредила авиони во Сирија, изјави Столтенберг во разговор организиран на Facebook.